И еве сум влегувам во селото Зович. Пустината Сахара, Алпите, Грузија, во Ерменија, во Кападокија. Јас сум Ташето и ова се моите патувања. И здраво на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со Ташето. Значи дојде крајот на моето патување до Шпанија и назад. Со тоа и почеток на нови локални патувања, значи патувањето конечно го завршив, искрено одвај чекав за Шпанија, патување во кое што не уживав ни јас ни вие, имаше доста негативни критики и бевте за многу работи во право, да пропуштив многу работи, меѓутоа сепак седам тоа што сте искрени, тоа што не правите лице, но сепак и онака не се кавам за ништо, единствено се кавам што го одбрав тоа патување, не дека пропуштив нешто, бидејќи ви кажав, не имаше ни план А, ни план Б тоа патување, но што е тоа е. Сега дојде време, иначе си ги загинав јас на раквиците, моите нови Модека Джунто Ер на раквици, некаде од дома до бензиската значи во 5 километри ги загинав, се вратив назад, ги барав, не ги најдов, ги имав оставено во мрежата над куферот што ми е заден, меѓутоа ете тоа е тоа, си се вратив сега на моите стари на раквици, всушност имам многу на раквици дома, тука нешто гори. Имам многу на раквици дома, така да ова се едни од нив. Денес иначе ќе одам малку да повознам во Битолско Мариово, не сум бил оваа година. Значи од тука од Битола тргам, одам кон Новаци селото, покрај рек Битола ќе поминам, потоа се движам низ селата Маково, Рапеш и да стигнам во селото Зович. Тука ќе поминам низ Кочетирската клисура. Сега сум значи во Битола, го обиколувам градот, се движам кон излезот за кон Прилеп, но нема јас да одам кон Прилеп, туку ќе одам за кон селото Новаци. И ова е тука кружниот кај кој што ќе одите на прв излез доколку ја обиколувате Битола од јужната страна. Значи не одам за Прилеп, не одам лево за кон центарот на градот, туку одам десно на прв излез за кон селото Новаци. А од тука до селото Новаци има можеби 10-15 максимум километри, никогаш не сум мерил. Меѓутоа не е многу далеку, меѓутоа не е ни блиску веднаш одма до градот. Влегувам во селото Новаци, кое што е седиште на истоимената општина Новаци, која што всушност е една од најголемите општини во Македонија по површина, меѓутоа една од најмалите општини во Македонија по население. Ова десно е општинската зграда. А иначе сега се наближуваме до рек Битола, кој што се наоѓа веднаш до самото село Новаци. Веќе точно право по патот го гледаме едниот од трите блока на електраната. Значи еве наближувам до рек Битола. Значи јас ќе продолжам лево по главната улица додека десно е рек Битола. Би сакал да одам одблиску да ви снимам, меѓутоа има знак овде, самите гледате забрането сликање, така да нема да одам натаму. Имам јас одено до паркингот, не би требало проблем да ви напрат, но оттаму можете да сватите колку ствари е големината на овие три блока, кои што долу се држат на стубови. И онака е навистина нешто за зачудување, како може одредени инженери да смислат вакво нешто и онакви стубови да крепат толку голема тежина. Иначе тука во рек Битола се произведува 60 до 70% од вкупната електрична енергија во Македонија. Струјата се прави со помош на јаглен, бидејќи од таа страна има, мислам дека два беа рудници на јаглен. Едниот е Суводол и другиот Брод Гнеотино. И трите блока се навистина големи, додека тие двата оджаците со црвено-бела боја се уште повисоки. И навечер, што е наинтересно, трепкаат во црвена боја. Кој живее во Битола сигурно, па и во Прилеп ги забележал. А иначе ви кажав дека општина Новаци е една од општините со најмалку население во Македонија. Тоа е поради тоа што голем дел од селата кои што припаѓаат на таа општина се всушност од Битолското Мариово
И иако се многу села, се всушност села кои или се раселени или се пред раселување, односно со многу мал број на жители. А на само неколку километри после рек Битола се наоѓа депонијата Мегленци, местото каде што се носи целиот отпад од Битола и се фрла, и самите го гледате. Патот тука гледа... Што се дешава, бе? Се има десен овде. Патот изгледа многу уништено, веројатно поради дождоите. Дали ова значи дека ќе нема да можем да одам до Зович? Беше сечен патот, не знам колку се види на камерата. Меѓутоа таму на едно место беше буквално сечен, пропадна целосно патот. Меѓутоа тука гледам, се враќаме повторно на главниот, да. Имаат насипи тука фрлено дека е затворен патот, а таму беше скроз сечен, буквално фалеше парче, свречиште имаше. Добро. Мило ми е што можам сепак да продолжам. А тука сега се наближуваме и до езерото Суводол. Голем езеро не е баш мало и било создадено всушност во 1977 година за потребите на рек Битола. А рек Битола ни се наоѓа тука десно. Значи тука е едниот рудник Суводол, а ова е езерото Суводол. Има, гледам од таа страна луѓе нешто кампуваат, изгледа. А јас тука продолжувам по асфалтираниот пат закон селото Зович. Забележав на многу места, значи има чакал на патот, земја, веројатно е тоа поради дождовите што врне и патот не исчистен и останале така. Затоа внимавајте малце, особено на крвините и особено ако сте со мотор. Иначе следното село сега покрај кое ниско е што ќе поминиме е селото Маково. Ова е веќе, значи, битолското Мариово. Мариово кое што уште се вели дека е најголемата пустина во Македонија. Крај каде што порано живееле премногу луѓе, меѓутоа со индустриализацијата во времето на Југославија многу од луѓето се одселиле всушност во градовите поголеми, така овие села останаа празни. Овие села, не гледате сега села, меѓутоа селата што се во овој крај ќе ги видите доправа. Со тоа што најголем дел од населението се стари лица, додека младите, помладите се претежно преселени во градовите. Од десна страна ќе имаме тука и еден како панорамски поглед на езерото Суводол и во позадина малце се гледа рек Битола. Имаме тука две крави на патот. Многу се интересни, цели се црни, а главите му се бели на двете, ја. Интересен изглед. А тука, што направиле овде? Добре дојдовте во Битолско Мариово. Тука изградиле манастир, а има и простор за седење. Ау, чешма, има вода. Ова прв пат го гледам. Браво. Значи, ете, можете едно паузичка тука да си направите пред да почнете да се спуштате кон селото Маково. Ова иначе, овај регион ми е барем мене многу интересен за возење и општо за мотор, интересен особено на пролет, кога пролета е полнек се раззеленува. А убав е затоа што нема многу сообраќај по патот, значи рече си неколку коли ако видите во текот на целото возење до селото Зович, а притоа е убав е со кривини, можете да се опуштите, тесен е патот, со тоа не возите брзо, меѓутоа имате чувство дека возите брзо и така безбедно, многу побезбедно возите. И не знам, едноставно прави еден кеф на душата за возење. Сега особено ќе видите потаму после селата Рапеш, таму е најубавиот дел.
Значи сега поминувам покрај селото Маково. Ова е селото каде што е снимана турската серија Збогум Румелија. Има многу гранки, многу дрва, не можете вака обично се гледа селото. Чекајте да видам, тука гледам има помалце вегетација. Да, тука се гледа значи нешто повеќе. Значи ова е селото Маково, уште едно село пред раселување, гледате сите куќи се стари, сите куќи се правени од камен. И тука е снимана таа турска серија Збогум Румелија. Иначе патот во целост ви асфалт од Битола до самото село Зович, а тука после Маково веќе и станува поширок. Меѓутоа и каде што не е широк, значи нема многу коли, така да не мора многу да се плашите, ако дојде една-две ќе се размините, ќе се снајдите некако во моментот. А сега одма после Маково од левата страна има едно интересно езерце кој што не се гледа од патот доколку одите, но на враќање можете од патот да го видите, ќе ви го покажам. Многу интересно местенце и за скара, така и за кампување преку ноќ со што да не, а може и за рибарење. Сега не знам точно концесијата како оди таму со дозволите. Меѓутоа е многу интересно езерце за одмарање. Ова се веќе интересни кривини за возење на мотор, особено ако ќе видите вака, значи патот оди. Кога ќе видите вакви кривини, што можете од подалеку да ги видите, да знаете дека сте блиску до тоа езерцето. Значи си возите вака право. И значи, како што реков, на одење не можете да го видите од патот, меѓутоа на враќање ќе го видите. Чекајте додам малку понапред. Значи, ете го езерцето за кое што ви зборував, а тука еве се наоѓа и патот за да слезите до него. Можете и доколку возите наваму да слезите на возичка таму да си направите и потоа да продолжите со возење. Многу убаво интересно местенце. А следното село одма после Маково низ кое што ќе поминуваме е селото Рапеш, уште едно село кое што е дел од Битолското Мариово. Нешто помодерно од Маково, меѓутоа сепак е мало село, може би било своевремено поголемо село, меѓутоа сега е пред раселување. И тука има многу куќи изградени по стар стил, изградени од камен. Тука голем дел од луѓето се занимаваат со сточарство. И толку беше од селото, барем од поминувањето низ главната улица. А сега се наближуваме до најубавиот дел за возење од овој пат, а тоа е Скочевирската клисура. А тука одма после Рапеш имате уште еден нов манастир кој се вика Свети апостол Петар и Павле. Овој започна да се гради пред неколку години, сега гледам веќе е завршен. Има, гледам, и чешма долу, што е убаво. Кога се градеше, еднаш знам имаше знак за извор на вода, некоја стргнав пешки, бидејќи ми се пиеше многу вода, меѓутоа не го најдов тој извор. Меѓутоа сега гледам направиле чешма, како што и самите видовте, веднаш покрај самиот пат. И доаѓаме до делот каде што треба да се спуштиме кон Скочевирската клисура. Значи сега одам надолу вака, оди патот зигзаг, слегува до самата река, Црна река, значи во клисурата течи. Поминуваме еден мост кој ќе го видите и самите, и потоа од другата страна се искачуваме по патот за да стигнеме до селото Зович. Е, тука сега патот ќе ви види малце потесен од тоа што до сега го возевте, така да немојте многу брзо да возите, бидејќи може и оддолу да наидите на возило кое што ќе се движи побрзо, бидејќи тоа возило ќе се искачува нагоре. Но сепак ако го видите возилото, имате пак на места одреден простор каде што полека, фино и културно ќе можете да се размините. Исто така имајте предвид дека во овај дел тука
Додека го возите на места може да немате мрежа на телефонот. Ете, сега иди возило. Сега јас сум со мотор лесно многу се разминавме, меѓутоа еве тука имате ширинка и со кола да бевте ќе се разминевте, а таму долу веќе ја гледаме Црна река, значи како течи низ Скочевирската клисура. Ова е всушност Скочевирската клисура. Јас продолжувам да се спуштам, значи ќе се спуштиме до ниво на самата река. Еве и подобро да видиме. Ете го долу се гледа, онде е мостот кој што ќе го преминиме, а тука е самата Црна река. Имате тука и доста полукружни кривини, имате и на места асфалтот е подсечен од страните, така да малце внимателно. Меѓутоа нема многу одрони од карпи, забележувам, како резултат на дождовите и слично. Може би тоа е бидејќи воопшто не настанале, додека врнело може би го изчистиле едноставно патот, бидејќи ова е тесно патче, навистина треба да е чисто средено. И еве пристигнувам на самиот мост со кој што можете да ја премините Црна река во Скочевирската клисура. Значи, да го паркирам малку понастрана. Значи, ова е Црна река која што течи низ Скочевирската клисура. Ова е реката која што треба да ја премините доколку одите од Битола кон селото Зович, каде што сакате да го посетите филмскиот мост. Забележувам има и рибари. Тоа беше Скочевирската клисура одблиску, Црна река одблиску. А сега дојде време да ја искачам Скочевирската клисура од другата страна. Значи сега следно село во кое што ќе влезам ќе биде всушност селото Зович. Меѓутоа пред тоа ќе има една раскрсница која што ќе ве носи и до едни други села доколку направите погрешно завртување. Тука сега уште потесен ќе биде патот. Еднаш кога возев се сеќавам оддолу, јас одгоре идев, вака надолу слегвав, оддолу нагоре камионот беше. И така се разминавме успешно, меѓутоа
после кривина најнаш гледате залетен камион пред вас огромно возило и малце се стресувате. Иначе овај пат до Зович, поточно од Рапеш до Зович, не беше асфалт. Значи сега овај пат што го возам не беше асфалт до пред 7-8 години, мислам дека тогаш беше кога го асфалтираа. Всушност тогаш јас за прв пат го извозив од кога го асфалтираа. Беше пред тоа чакал. Доаѓаме до раскрсницата каде што ви реков ќе ве однеси до други села доколку завртите на друго место, меѓутоа гледам сега ставиле тука знак. Овај знак жолтиот не беше, тој белиот беше од порано. Така да имате знак десно вие Будимирци, Груниште, оти вака, овде две се. Лево вика Старавина, право Градешница, Будимирци. Ова излеза потаму. Значи во секој случај, во оваа раскрсница имате лево и десно. Левото ви е за селото Зович, додека десното ви е за тие села Градешница, Старавина, Будимирци, Груниште и Зович. Освен ако сака да каже лево и Старавина и Зович, ако има некој друг пат кој потаму ќе се дели за Старавина, меѓутоа не сум во тој сигурен. Сигурен сум дека овај пат десно води. Значи имате асфалт до селото Градешница, а доколку сте расположени за офроад возење, односно возење по неасфалтиран пат, можете кон Будимирци да фатите и излезете близу излетничкото место Коњарка. Така да тоа може во округче да ви биде. Значи сега јас продолжив право, односно малку лево, за кон селото Зович. Значи ова сето е дел од таа најголема македонска пустина наречена Маријово. Многу убав крај, прекрасен крај исполнет со природа, меѓутоа е слабо населен во денешно време. Видете колку е убаво, значи сега патот што го возам ме носи таму. Позади тој рид се наоѓа селото Зович. И еве сум влегувам во селото Зович. Значи за да одите до мостот од селото, само следете го овој главен асфалтиран пат. Ајде уште една кола нека помини. Па потоа одам јас. Се за благодарија, крена ја рака, можне културно од нивна страна. Значи тука многу разрушени камени куќи. Тука сега ќе си продолжите по овој стар асфалт, имате, гледам и стрелка, имат клаено десно. А имаше и знак ресторан кај мостот, бидејќи да ќе ви покажам, има и едно ресторанче таму каде што служат домашна македонска храна. Скоро сме таму, значи и пристигнуваме. Ете сме. Значи тука лево ова ви е ресторанот. Тука десно имате знак мост, ви вика десно, значи десно 300 метри, од тука пешки ќе морате, тука негде возилото ќе го ставите, значи тоа ви е етно ресторан кај мостот во село Зович, каде што можете да јадите традиционална македонска храна. А јас сега прашањето е каде да го паркирам моторот. И значи како што реков, продолжуваме од тука натаму пешки, имате знак таму филмски мост. Еве го и тука тој што ви го покажав веќе. Одиме надолу сега. Малку е жешко, јас сум во опрема, меѓутоа што е тоа? Не е пак толку жешко како во градот, сепак малце мислам дека на нешто повисока надморска висина се наоѓа селово.
Значи имате и тука црвено со бело обележано, само следете и стрелките, а буквално овде имате веќе само надолу слегување. Не е многу далеку. Значи веќе можеме да го видиме тој камен мост, меѓутоа ќе слезам јас кроз долу од блиску да го видам. Веќе имам гледам има луѓе се капат, се сончат. Има и некои викаат таму, може би се капат. Пред тука да го помините самиот мост, имате тука табла која што ви кажува за самиот мост. За да ви скратам од читањето, ќе ви ја раскажам и јас таа сама приказна. Само прво да го преминам мостот. Значи сега газам по самиот филмски мост. Овој филмски мост во Македонија всушност настанал поради несреќа. Односно, до 1950 година бил дрвен мост. Меѓутоа, тогаш еден селанец по име Трајко со своите волови многу оптоварена количка поминал низ мостот и мостот се срушил. Веднаш имало луѓе наоколу му помогнале, го однесле на болница и 5-6 години подоцна, 1956 некаде, бил изграден овај камен мост, а се вика филмски мост бидејќи се појавува во филмот Прашина. Имаше луѓе долу кои што се капеа, ми рекоа дека е ладна водата, но на овие горештини сигурно е добро освежување, а јас се враќам пополека кон моторот. Многу е жишко, припеква, а тука негде јас ќе го завршам ова видео. Доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш, останете поздравени и чувајте се.